600 тысяч. Я с вами как это? Да. Им же сколько? А? 1 век, неговото име е синоним за борбата на македонскиот народ за национална и културна афирмација. Тој е, несомнено, најпремолчуваната, најжестоко напаѓаната, најупорно прогонуваната личност во нашата нова историја. Не можеше да добие пристап ни во сопствената земја, туку мораше целиот свој живот да скита, немил и недраг. Така оддалечен, сосема осамен, во тугина, во крајна сиромаштија и со болна тага во погледот, умира во 1926 година во Софија. Почитувани, вечерва сме овде сите собрани да го одбележиме неговиот роден ден, да се подсетиме на големиот Крсте Петков Мисирков,
на нашиот патрон, чие име нашето училиште со гордост го носи. Да се подсетиме на основоположникот на современиот македонски јазик, втемелувачот на современата македонска држава, прогласен за најголем македонец на 20 век. Да се подсетиме уште еднаш за пораките и аманетот кој тој ни ги остави со неговото капитално дело за македонските работи, од чии излегување годинава се навршуваат 105 години. Почитувани родители, драги и ценети гости, добре дојдовте на вечерашнава наша свеченост. Во чест на патронот наш, нашето училиште подготви пригодна програма на која ќе земат учество повеќе ученици. Ученици од драмско-рецитаторската секција ќе го изведат поетскиот музичко-сценски рецитал под наслов "Да е светол споменот ко сонцето", што ќе биде и мото на оваа вечер. Учество ќе земе и хорот на училиштето со хорските композиции на патронот наш и громови на душа, а свој дел ќе имаат и ученици од паралелките со турски наставен јазик со свој сценски приказ подготвен специјално за оваа пригода. Првиот сценски приказ е насловен како важноста на мајчиниот јазик, а вториот Хелва Гелинлер. Се надеваме дека ќе ви оставиме пријатен впечаток. На почетокот ја покануваме директорката на нашето училиште, госпоѓа Силвана Андонова, да ве поздрави и да ви се обрати. Повелете, директорка. Почитувани гости, почитувани родители, драги ученици. Чест ми е на овој ден, голем ден за нашето училиште, да ви поздравам сите вас што дојдовте, што одделивте од вашето драгоцено време да ни бидете дел од оваа наша прекрасна, се надевам дека ќе биде, вечерашна приредба. Сето ова немаше да биде вака како што ќе го видите, да не беа нашите ученици, да не беа нашите наставници, кои што со голем труд, а исто така и со голема желба, сакаат да го докажат она што е најдоброто во нашето училиште. Би сакала да ги пренесам поздравите од градоначалникот на општина Радовиш, кој што се извини и ве поздрави сите, бидејќи тоа е на состанок во Скопје и не можеше да биде дел од оваа наша вечерашна програма. Се надевам дека ќе уживате во овој наш мал, но сепак пријатна приредба во која што ќе земат учество сите наши ученици, а имавте можност и да видите како се работи во нашето училиште. Ви благодарам и да си поминеме сите убаво. Za nego bude
голем, мудар и храбар човек, што запаметен ќе остане довек. Македонија најголема љубов му била и везден пишувал за народот и јазикот свој. Оттука ја црпел својата сила. Моќта на зборот ја знаел тој. Крсте Петков Мисирков, големо е името твое. Горда сум што така денес се вика училиштето мое.
звонот на будната птица ти ја расветли и ни джебердаската рамнина. Покриена со мирисна магла, тој мирис се погали, а твоите рожници светлината ја бакнуваа до Севишниот безкрај. Не само кон зборот, буквите, писмото, устните кои знаат се на твоето. Без сакана голема ука Господ ќе ти даде, ако тоа твоето срце не се сака. Не ќе можам вака. Сакам да учам. Но она што го слушам е ромка за мојата гладна душа. Заминувам таму каде што ќе добијам поголема ука. Срцето ќе ми препукне без глас, ама уката ме влече кон карпестата стена.
Топлината ми недостига. Болен сум. 3 ноќи зверови вијат по моите гради. Чинам, смртта без милост ме дема. На своите уши не си поверил. Кога си побарал големата порта да ти се отвори, за да можеш она што го осозна како наука, да го устоличиш во срцевината на твоите браќа и да ја го подариш во оставштина на целата вековина. Сенката твоја ги уплаши, спрамори, си станал гласноговорник. Што бива? Ден и ноќе за мојата напатената тковина зборувате. Имате своја ненапишана историја. Седнете, размислете и видете од каде ви е коренот и под чија сенка одобина барате. Вашата прастара татковина и престолнина е потоли, каде сигурно го одбележав. Зарем заборавивте? Драги мои, јас те ви донесов дару, туху зборов, напишани од мојот, вашиот роден крај. Кирилицата е плод на моите солунски браќа. И поради тоа сум тук. Нивните залоци да бидат мои и ваши по бесмртни дарови. Ох, какви мисловни истории! Стомак на стомак од твојата дамка. За верата, за почита кон синовот, за лелекот на робот, за нашите бедни муки, за јазикот, за азбуката, за болката на мислата, за македонските работи. За јазикот, за азбуката, за болката на мислата, за македонските работи. Ти, болнствен заклев, ти имаш собрано по личната глава, влегувајќи во 20 век со нови вулкански лади. Што направивме и што треба да правиме? Има ли потреба за македонски национални научни литературни друштва? Твојот глас, твоето грло, твојот јазик, песните на момите, орото на момчињата, приказните на бабите, осветуваат тебе со стол, а ти ја бееш луката со македонска и си од боговски дар, го собираш во книга. Земјиштето на кое си има разбиено ќе се развива и понатаму. За време на 5 века или пред 17 века просторот шири, безбројните реки, езерата златни, храмовите лични, вишнее во земјата Македонија, која била татковина на нашите корени.
Защитата станала топова спитна. Таа гласот ти го дава од самата рожба и народот ја именува Македонија. Крајните имаат потреба од силни и длабоки корени. Ние имаме потреба од нашата слава и големото минато. Од нашето минато зависи нашата иднина. Македонија е овековечена од Александар Македонски. Дури и од Бога да го открија, неговите корени ќе го возвишат и пеат, а завидливците ќе го посвојуваат по нивен син или за личен дар, само да не рече дека е наш. О, наше, наш, името го издава. Колку и да мечтаат да го посвојат. Црното може ли да стане бело? Сакам сите да ги говорите јазици, а уште повеќе